Жената од секогаш била единствена, неповторлива, магична и божествена. Зборот жена е асоциација за несебична љубов, грижа и нежност, но во исто време и сила, издржливост и борбеност. Иако таа треба да биде третирана со почит секој ден од годината, сепак нејзиниот ден, 8 март, меѓународниот ден на жената, е потсетник да се прослави нејзиниот придонес во нашето општество. Идејата за одбележувањето на овој ден се јавува почетокот на 20 век по иницијатива на социјалистичкото движење на Роза Луксембург и Клара Цеткин. Овој празник има долги интересни корени и прв пат е одбележан на 28 февруари 1909 година во Америка, каде што 15.000 жени, барајки право на глас, маршираат со леб и рози во рацете. Лебот како символ на економската структура, а розите како символ на подобар и поубав живот. А во 1977 година, од страна на Обединетите нации, 8 март е прогласен за Меѓународен ден на жената, со единствена цел да се одбележи улогата на обичната жена во историјата, како и незината борба за еднаквост, правда, мир и развој. Овој ден се слави ширум светот како прослава на големиот успех на жените во сите сфери од животот. И денес, на овој ден на жената, ние ќе подариме внимание и љубов на свој начин, бидејќи љубовта е целосното постоење на жената. Ч како човечност. Жената е хуманист, знае да помага, да се грижи, да сака и да прости. Како елеганција. Жената е секогаш убава, отмена, грациозна, достојствена. С како среќа. Жената е символ на среќа. Знае да зрачи посебно и да не прави срекни. Жената заслужува да биде срекна. Срекна жена за среќен живот. Т како толеранција. Жената е трпелива, умерена и издржлива. Таа е културна и љубезна. И како интелигенција. Жената е паметна и мудра. Таа е креативна и разумна. Т како трпение. Жената е смирена и спокојна. Од нејзиното трпение доаѓа спасението. Олицетворение. Жената е олицетворение на убавина, нежност, чувствителност и добрина. С како срце. Жената е со големо срце. Таа шири љубов и хармонија. Жената е срцето на човештвото, неговата нежност, украс и утеха. Како милост. Жената е чувствителна, плени со убав збор, префинетост и милост. И како инспирација. Жената е вечна инспирација на убавината и љубовта. Таа е извор на емоции. Таа е цвеќе кое не венее. М како мајка. Жената е заштитник, грижлива, педантна и тивка. Жената е мајка, педагог, мајка психолог, мајка лекар и мајка домакинка. А како ангел. Жената е со ангелско лице. Таа има спасителен поглед. Велат дека ако сакаш да го задржи ангелското лице, тогаш смести ја во рајот. Р како радост. Жената е љубов, со неа носи радост и знае да се радува на малите нешта. Т како темел. Жената е пред се личност и човек. Нејзината самодоверба и ангажираност ја прават да биде силна. Жената е
темел на хармонија и заедништво.